За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радиопела. Секој ден, убав ден со Радиопела. И како што најавивме денес, наш прекрасен гостин е Магдалена Алексовска, чие уметничко име е Маги. Таа е во Њујорк моментално. Добар ден дојдовте во емисијата Убав ден со Радио Пела. Добро утро. Како сте? Добро. Се надевам дека и ти си будна и дека ќе направиме еден убав разговор, а повод и причина е токму новиот хит што го има Маги, уметничко име е Маги, но најпрво ајде малку да ја запознаеме публиката или да ја подсетиме публиката која е Маги. Мојата кариера почна со Златно славеќе. Аха. Првиот настап мој беше на 2010-то издание на Златно славеќе, каде што настапувам со глумци Ровиеле. А после тоа почна луѓето повеќе да ме запознаваат со детската Евровизија, каде што настапував во дует со Ивана Петковска во 2015 година. Мојата кариера продолжи, одев по надпревари, пробував да се градам како музичар, како пеач. Го завршив музичкото средно училиште Илија Николски Луи. Во секој случај сакав да испробам мојата сеќа надвор во странство, одев по надпревари. Во Америка го добив третото место на American Protege и ја имав честа да настапувам во Carnegie Hall. И во моментов сум во Њујорк и моментално сум студент на Wagner College на Vocal Performance со одсек во театар и едукација. Само да кажеме дека тоа е еден музикал на кој што учествуваа или се пријавија над 15.000 кандидати и ти го освои третото место. Имаше можност да учествуваш на тој музикал во Њујорк и така остануваш ти во Америка, нели? Тоа беше во 2018 година. Тогаш беше првиот пат кога зачекорив во Америка, посебно во Њујорк. И на прв поглед се заљубив со градот, со целосно чувството кога си таму цело време. Мене многу ми се допаѓаат градови каде што цело време се во движење, бидејќи мене ме мотивира да работам повеќе и да се градам како човек и барав колку што можам повеќе факултети во Њујорк и да можам да продолжам во Њујорк со моето студирање и ја имав шансата да влезам и да бидам одбрана да бидам во Wagner College. Но да се навратиме на почетоците, а тоа ќе биде со пеење. Ти беше представник на Македонија на Јуниор Евровизија 2015 и ја испеа песната Летенка. Да, ајде да чуеме еден рефрен од незе, така да ги доближиме нашите слушатели и оние посетители на Facebook кои што не следат во овој момент, да ја запознаеме Маги. Не дека таа е непозната девојка во музичката сфера или во музиката, но еве едно мало подсетување вака на старт со Плетенка. Ајде да видиме едно рефренче од тој дел. Јас ќе пробам колку можам, но сепак песната е дует. Можам јас да ви отпеам дел од рефренот, ако сакате. Да, ќе ни биде драго да чуеме. Плетенка. Добро, сепак е Њујорк, имаме мал проблем со конекцијата. Ние бараме повторно Маги, така? Ќе ја побараме, се надеваме дека ќе биде се во ред со конекцијата. А јас предлагам да го пуштиме повторно незината песна, повод и причина зошто таа ни е наш гостин, а ќе ја слушнеме и Плетенка малку рефрен која ќе ја вклучиме Маги. Тука е. Одлично. Ќе мора да повториме. Извинете. Изгубив интернет за секунда.
Не знам каде прекина, но мислам дека беше за рефренот. Не слушнавме никаков музички тон. Добро. Следи рефренот, плетенка. Да. Плетенка е, во едно се две, еден до друг и заедно сме, посреќен свет да имаме, од љубов плетенка да направиме. Благодариме. Одлично. Благодариме. Се вклучувам и јас и веднаш со мое прашање до Магдалена. Зошто музиката е твојот избор во животот? Добро прашање. Јас уште од млади години во фамилија на едукатори и наставници некако цело време барав убавина во уметноста, со моите пеев, со дедо ми цртав, со мајка ми секое сабајле пеев, тоше постојано го слушав, сите песни му ги знаев. И по некое време сватив дека можеби тоа е тоа што сакам да го работам еден ден. И сето тоа почна со моето зачленување на Златно Славече. И моите родители низ се во ова беа многу ме поддржува и ми понудија дали можеби би сакала да се запишеш на нижото музичко и да го изучуваш ова и да го работиш како кариера можеби еден ден. И така започна се. Го земав инструментот флейта, каде што исто така и завршив како флейтист во средното образование и од таму почна се. Сметам дека со флейтата, со солфежот, со Златно Славече, со сите тие дружби сватив колку тоа музиката ја има шансата да ги спои луѓето се повеќе и повеќе и стварно сакав да видам дел од таа индустрија. Маги, да чуеме повод и причина се разбира твојата премиерна песна која што излезе сега во јуни, на 1 јуни. И ние добивме преку мејл, ти благодариме што имавме можност да ја имаме и се разбира ќе биде дел од нашиот музички блог кој што го емитуваме на нашата радио станица Радио Пела 96,8 FM. Инаку јас само информативно, ние сме на локална радио станица кој што работиме тука во Пелагонија, но работиме и со цел да можеме да доприме пошироко глобално во целиот свет од 10 до 12 часот секој работен ден ги работиме овие емисии и вклучуваме ликови кои што навистина заслужуваат да бидат во медиумскиот простор. Разговараме со музичари, разговараме со културни работници, со артисти и така натаму. Вклучени се и политичарите, се разбира, но како и да е, вие ни сте подраги ликови. Новата песна е Друг да ме нема. Една прекрасна балада која што ја преслушавме со колегата неколку пати, ни остави прекрасни тонови и ни овозможи вака да се разнежниме денеска. Ја слушавме и вчера, ја пуштавме и вчера. Кој е текстописец, аранжман, композитор? Запознај малку нешто со твојата нова песна. Друг да ме нема е напишана, текстот е на Весна Малинова, а композицијата и музиката и аранжманот е на Кирил Бабамов. Нив двајца ги запознав на мюзиклот Ени Джуниор, каде што настапува во улогата на госпогица Хениген. Они ми кажаа дека имаат 2 песни кои што им се на страна оставени и бараат некој што гласот би му одговарал на тој тип на песни, бидејќи е малку специфичен тип на музика. И мене ми понудија соработка, поразговаравме, ги преслушавме песните, ги слушнавме во моја верзија и беа решени дека јас сум тој вокал што им треба. И така стана целата соработка, целиот тим се создаде. Со нив, со истата продукција, ја имав шансата да извадам и претходната песна што слушнавме, тоа е Збори ми. Таа песна ја извадив во минатата година во август. И мислам дека оваа соработка
животно ќе ми остане бидејќи се првите две песни кои што ги имам извадено во издание после детското, не знам како да го кажам, Детската Евровизија, да бидејќи речем, Евровизија, така. предходно сите мои песни биле во детска верзија, детски песни. И сега ова е по возрастно, по на сериозна публика се носи овој производ. Интересно е што јас така би рекла, интересно е што се пее на македонски јазик. Како музичката сцена во Македонија ги прифаќа младите пејачи? Музичката сцена во Македонија е сега за сега јас уште ја немам добиено со новите песни, немам добиено тој публицитет бидејќи и со ковид и со онлайн и моментално не сум во Македонија и не имам можноста да ја промовирам повеќе песната. И затоа и ми треба повеќе поддршка и затоа и ви пишав и ви благодарам за поканата и за овој разговор. Јас сметам дека македонската естрада е одлична и дека имаме прекрасни пејачи. Има многу млади таленти што се издигна многу брзо и нашата публика многу ги поддржува. Јас сепак покрај тоа сакам да ја пробам мојата среќа и на англискиот пазар, бидејќи истава оваа песна ја имаме спремно и во англиска верзија, која што би ја ваделе за некаде месец дена. И повеќе ќе пробаме на овој пазар да ја продадеме и да ја промовираме. Ние сигурно ќе ги следиме твоите чекори, бидејќи го воспоставивме контактот, а навистина младите луѓе се наша двигателна сила, но и ќе ја пуштиме песната. Веќе ти имаш изготвено спотот одеше пред да те вклучиме во нашата програма, тоа ќе го емитуваме и ќе ја пуштиме песната, се разбира и после нашиот разговор. Знам дека пејачите не се распеани наутро, но ќе може ли малку дел од рефренот од твојот нов хит? Јас го нареков хит, бидејќи верувам дека ќе биде хит и на нашата листа ќе биде хит, верувам. Ви благодарам многу. Секако дека може. Малку, да, не сум распеана малку, тука е 4, скоро 5 саат бајле. Така да се надевам дека ќе уживате и се надевам дека ќе звучи добро. Прегрни ме ти, во ноќ сонце огреј ми, друг да ме нема, ако не сум со тебе јас. Прегрни ме ти и пак живот врати ми, друг да ме нема, ако не сум твоја. Ние веќе имаме и слушатели кои што ни се јавуваат и прашуваат нешто, но како и да е, одиме со нашиот разговор, па подоцна би ги вклучиле. Би те прашала кој тип на музика ти слушаш, кои жанрови слушаш, што вака те освојува, што најмногу сакаш да пееш? Јас можам да слушам секој тип на жанр, бидејќи почнав со поп верзии на пеење, претежно балади пеев на почетокот, после тоа навлегов на мюзикал, сега сум уште во таа фаза на мюзикал, но некако почнува многу повеќе да ме влече џезот и сметам дека тоа ќе биде главниот жанр во кој би сакала да работам. Музика која што слушам е претежно разновидна, бидејќи слушам класична, тоа го учам, слушам многу рок, многу ми се допаѓа рок. Некако зависи од како се чувствувам, но можам секој тип на музика да го слушам. Што мислиш ти? Дали може да се живее од музика? Може. Ако се сака, може.
Што е важно за еден млад човек да успее на музичката сцена? Па е на македонската, па еве и на светската. Што е многу важно, еве, оние кои што сакаат да почнат или кои што немаат храброст да се охрабрат нешто да направат, а имаат добар глас? Мислам дека пред се главно е тоа да се има цел и кога се има цел знаеш дека не треба да се откажеш дур не ја постигнеш. Зашто јас како млад музичар не се наредено со успеси. Секако дека има успони и падови, но мора низ тоа да се помине и мора да се продолжи напред ако сакаш да успееш. И сметам дека секој што има желба и што е спремен да даде се за да се оствари тоа што сакаат, треба да оди по тој пат. Бидејќи тежок е, но ќе успее на крај. Колку време тебе ти требаше за да дојдеш до музичката сцена и навистина да имаш избор или би рекла јас понуда, например, од Кирил Бабанов или Дејан Момировски и така натаму да те запазат и да разговараат со тебе за да може да ти понудат песна. Колку е период тој долг? Периодот може да биде разновидно долг. Сега зависи се од индивидуалната среќа. Како што викаме ние во Македонија, златните 5 минути. Некој човек ако те сретне на улица и ако те слушне како пееш, може да ти понуди целосна кариера и да те донесе до успех. Моето запознавање со Весна Малинова и Кирил Бабамов на мюзикл Атени беше многу неочекувано. Како што заврши премиерата, они дојдоа до мене, ми се представија, ми кажа прекрасна беше, те ни се допадна, ние би сакале да соработуваме со тебе. Нешто што не знаев на времето, додека работевме на мюзиклот е дека Весна Малинова била главната за препевот. Она го преведувала текстот од англиски на македонски, за да можеме ние да го испееме како што беше. И сметам дека се е до индивидуалната среќа. Може нема да дојде одма, треба време, треба музичарот да се гради како индивидуална личност и како музичар, тур не го слушне некој човек и го поддржи да го постигне тој успех. Повеќе свириш на флейта или повеќе пееш? Повеќе пеам, дефинитивно, бидејќи флейтата секогаш ја имав на страна и сметав дека тоа ќе ми биде мене хоби, кое што ќе го одржувам до крајот на животот, но пеењето од секогаш ми било приоритет. Бидејќи на почетокот Маги кажа дека живееше или ги слушаше и верувам дека се уште ги слушаш песните на Тоше Проевски, верувам дека е инспирација за многу млади луѓе. Ако некој би те прашал која песна ти е најомилена или што можеш во овој момент да отпееш, ќе избереш ли некоја од нив? Има една песна што ми е омилена, само што во моментов мислам дека има ли ден за нас. И пак те натераме, бидејќи ние сме велам радио и го обожаваме звукот, особено обожаваме гласови како твојот. Може ли еден мал рефрен за нашите слушатели да чуеме од убавата песна на Тоше? Секако. Има ли ден за нас да откријам дека сум жив, да фрлам превезот страх и страст, да потпишам дека сум крив. Има ли бар еден ден за нас да откријам дека сум жив, да фрлам превезот страх и страст, да потпишам дека сум крив.
Toliko збори. Маги, ти благодарам што вака не разнежни овој ден. Кај тебе е утро, верувам дека оние кои што се будни во Њу Йорк околу твоето соседство слушаат убави гласови и не им пречиме ние, но како прашање би те прашала сега, како успеваш да го негуваш твојот глас? Што треба да знаат оние кои што би се бавеле со музика и би се едуцирале да го негуваат, односно да го креираат својот глас и да бидат идни пејачки звезди? Пред се многу е битна негата на гласот. Пред секое пеење, може би сега јас грешам што го правам, но секако дека ќе за вас и за публиката ќе ја направам таа грешка, но многу е битно распевањето пред пеење, многу е битно да се пази што се јаде, што се пие, да не биде ладно многу, да не биде топло многу, да не го гребе грлото многу. Сето тоа влијае, но пред се мора да се има нега на гласот, ако сака некој да влезе во тој пазар, бидејќи тоа е нашиот инструмент. Јас би сакала да те запрашам во рамките на овој наш разговор, бидејќи навистина мејлот ми остави вака еден голем впечаток и сега повторно го препрочитував. Рече дека сакаш да бидеш и да те слушне македонската музичка сцена, македонската публика, но кој е твојот домен, кој е твојот дострел, на која сцена се гледаш, да речеме во идните 5-10 години, каде сакаш да се видиш? Дај Боже да сакам да се видам еден ден на американската сцена дефинитивно, но ако тоа се деси во секој случај ќе ја носам македонската култура и македонската естрада со нас, бидејќи тоа е дел од мене, тоа е мојата крв. И сметам дека и се надевам дека ако тоа успее еден ден, дека ќе можам и повеќе да ја промовирам и Македонија и нашата култура и нашите убавини. Дали, бидејќи се дружиш во тие кругови, побарале нешто да испееш како рефрен на македонски јазик, бидејќи нашиот ритам е малку поразличен? Бараат ли го луѓето да слушнат нешто од македонскиот фолклор, од македонската музика, народна или забавна? Сте имала ли некаква такви понуди? Ајде запеј, Маги, те молиме. Понуди до сега неколку сум имала од пријатели што сакале да чујат нашата мелодија, нашата музика. Некогаш или ќе им пуштам да слушнат или ќе им отпеам нешто, но нешто ново што направив на мојот факултет особено беше тоа што за еден од моите испити ја одбрав Борса Дила, Мома Евгенија како една од песните што ќе обработувам. И требаше врз основа на песната да направам анализа на ликот кој што ја пее песната и да го внесам карактерот на мюзиклот низ нашата фолклорна музика. И бидејќи ја спомна песната, значи повторно наша молба да ајде да чуеме како пееш Борса Дила, Мома Евгенија, малку кратко. Борса Дила, Мома Евгенија, Борса Дила, Мома Евгенија, Борса Дила Бога молила. Ти благодарам за она што ни го понуди овој ден, еден
се надевам ќе бидеш вечно препознатлив глас на македонската сцена. Ти ни донесе на нова музичка енергија во нашето студио, иако сме километри оддалечени. Верувам дека тоа го доживуваат и оние што не следат нашата публика и се надевам дека сите ќе дадеме поддршка Маги да биде дел од музичката сцена на Македонија и да ја представува Македонија надвор од границите на Македонија. И јас на крај само уште едно прашање, со кого би сакала да, пример, на македонската сцена или надвор од македонската сцена, да пееш заедно, да снимиш можеби дует, да снимиш можеби песна? Која е твојата желба? Искрено да бидам, сметам дека би можела да, би сакала да направам дует со било кој македонски музичар, било кој. Соработката во секој случај сметам дека е прекрасна, но сега за сега мислам дека немам посебен човек со кој што би сакала, со тој човек сакам да имам дует еден ден, но се надевам дека ќе имам таа шанса да правам дует со некој македонски музичар или американски. Маги, Или било кој. Јас ти благодарам што беше дел од програмата на Убав ден со Радио Пела. Тоа беше Магдалена Алексовска Маги, запамтете го незиното име. Тоа е новата музичка сила, енергија која што ќе освојува македонската сцена, верувам, и можеби и светот, па ќе пишуваме многу ние како медиуми за неа. Ти посакувам многу успех во твојата кариера, во твоите намери, во твоето школување, да ни се вратиш и се разбира, ако кога ќе пристигнеш во Македонија, те очекуваме во Прилеп, во нашето студио, да можеме да направиме еден убав разговор, а кај нас е секогаш вака. Малку разговор, малку музика и уживање од двете страни, од страната на публиката и од страната на гостинот. Се извинуваме што те разбудивме ова утро олку рано, но верувам дека ќе ни простиш и дека уживаше и ти во овој разговор. Ние ќе пуштиме сега, ќе го пуштиме твоето видео, уште наш честитки за твојата нова песна и верувам дека ќе најде многу големо место на радијата и на музичката сцена во Македонија. Ви благодарам многу за поканата и секако дека уживав ова утро и ви благодарам на сите што слушавте. Се надевам дека ќе уживате во мојата нова песна. Да, и слушајте Радио Пела и таму во Њујорк, значи на интернет радио, ние сме тука секогаш за нашата диаспора и за луѓето кои што се надвор од Македонија, со добра музика и многу разговори. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од нашата програма. Ви благодарам многу.
Bleda, bleda duša vazdušna vožed, pregrni me ti, vo noć sunce ogrej mi, drug da me nema, ako ne sum so tebe jaz, pregrni me ti, ipak život vrati mi, drug da me nema, ako ne sum tvoja. Pregrni me ti, ipak život vrati mi, drug da me nema, ako ne sum tvoja. Ko prolet bez maj, ko zima bez sneg, ko ptica bez let sum, ako ne sum tvoja. Стабилна работа со можност за напредок, редовни примања, редовни бонуси за ефикасност, дополнителни бонуси за редовност, исплата на прекувремена работа и работа на празник, исплата на регрес за годишен одмор, исплата на минат труд, платено отсуство. Конфи Ангел, можност за вработување и напредок во вашата работа. Информирајте се за слободните работни позиции и услови во Конфи Ангел. Следете ја нивната Facebook страна facebook.com